Ги повикувам сите присутни да станат, че се интонираат химните. Che vreama ušte Roma kana, men kutasa misto kaj kerasa. Aj Romale, aj čavale, aj Romale, aj čavale. Почитувани гости, драги приятели, почитувани студенти. Рома Верситас денес заедно со вас го одбележува Светскиот ден на ромите. Еден белег во минатото, кој што ги поставува темелите на нашата иднина. Во 1971 година го направивте она што ние денес го одбележуваме. Вие, кои што зборувавте за солидарност и соработка од сите краеви на светот од каде што доаѓате, и вие, кои работевте за нашиот колективен интерес, сте достојни за почит и восхит од генерациите кои што идат. Тогаш не бевте сами и не сте сами и денес, затоа што зад вас стои ромската заедница во светот. Наблюдувајќи го она што се случило во минатото, од вас извлековме поука и денес одиме понатаму. Чест и задоволство ние што можеме да кажеме бактало октото април. Многу пати зборувавме за вредности во кои што верувавме и за заедницата која што ја представувавме. Денес не сме само ние тука и утре нема да бидете само вие таму. Се обрачам на нашите студенти со кои што заедно треба да го продолжиме
аманетот кој што ни го ставија. Сплотени и единствени, нека ни е вечен светскиот ден на ромите. Почитувани гости, Рома Верситас по тој повод денес организира ораторски настапи. Темата за нашиот настан е поврзан со минатото, сегашноста и иднината на ромскиот народ. Ќе бидат офатени актуелни и релевантни теми кои се поврзани со ромскиот народ. Сушност, говорењето во јавност е речиси старо колку и самиот говор. Многу значајни личности употребувале говорништво за да ги пренесат своите ставови, за да извршат влијание врз општеството или пак за да информираат и едуцираат. Велат, добриот говорник и железни врати отвора. Некои ќе ве предизвикаат, некои говори може да ве мотивираат, а други пак да ве расплакаат. Денес, наши говорници се ромски студенти и дипломци. Дозволете, од името на Рома Верситас, да ве известам дека говорите се лична креација на говорникот и не се одраз на ставовите и мислењата на здруженијето кое што го застапувам. Денешниот настан е замислен во два дела. Во првиот дел ќе ги слушнеме говорниците и потоа ќе доделиме символични благодарници до нив, за да во вториот дел дадеме простор за вас, ваша дискусија и ваше коментари. Нормално, на крај следи коктел. Во рамките на самиот настан го повикувам и првиот говорник за денес. Ја повикувам Сара Сейфула, магистер на социјална работа и политика. Цигани. На страна 515 од речникот на македонскиот јазик постои прилично обемен опис на овој збор, каде се спомнува циганско лето и коњ. А пак под зборот некултурно постои објаснување на цигански начин. Поимот циганштула подразбира термин ситничава работа, скржавост. Па дури има и пример. Се циганчи за една банка. И замислете сега вие, девојка од 15 години која прв пат оди во средно училиште и треба да ја изрази својата етничка припадност. Еднаш, во прва година на факултет, на предавање по англиски јазик, додека професорката не прозиваше заради присутност, една девојка ми шепка: а ти турчинка си или босанка? Не, и вело: јас сум ромка. Чувството да ја изразам својата припадност во тој момент кај мене од една страна предизвика страф поради ризикот да не бидам прифатена и третирана подеднакво. Но од друга страна, па јас сум горда што сум ромка. Па да. А ти знаеш да гледаш на рака? Не, и велам. А ти? Таа ми се чуди на мене, а пак јас се чудам на нејза. Тоа е. Ние сме сите се уште навикнати на лошата слика за ромите. Ама утре милиони роми и наши сонародници ни светот ќе го одбележуваат 8 април
Невладините организации и институциите ќе прикажуваат постигнатата работа во однос на намалување на сиромаштијата, во однос на вработувањето, во однос на образованието, здравството и така натаму. Некои пак ќе ја слават, ќе ја одбележуваат ромската уметност, културата, историјата, пејки и играјки. Овие настани не се погрешни. Подобро отколку ништо. Но дали овие настани успеваат на соодветен начин да ја представат вистинската смисла и значењето на самоопределувањето и националното единство, како два клучни елементи кои биле одлучени пред 46 години на Конгресот во Лондон? Моментот кога биле поставени темелите на патеката на надежта за посветла иднина. Но од тогаш до сега ние како да сме заглавиле некаде на патот. Одбележуваме, славиме, но ние не знаеме каде одиме. А всушност и што славиме? Во Европа ние важиме за најголемото етничко малцинство. Во Македонија ние се уште не знаеме колку реално и точно не има. Според пописот од 2002 година, ние броиме околу 54.000. Според истражување од UNDP, нас нема дури до 260.000. Мала разлика од околу само 200.000. Дури околу 90% од ромите се приматели на социјална парична помош. Но, според Агенцијата за вработување на Република Македонија, само околу 6.000 се евидентирани како невработени роми. Останатите? Тие веројатно веќе никаде се вработиле. Повеќе од пола од ромите живеат во импровизирани живеалишта, во услови незамисливи и невозможни за достоинствен живот на човек во 21. век. Ние живееме во општество во кое дозволуваме политичарите да не влечат зуши. Ние живееме во општество во кое единствениот начин за вработување представува партиската припадност. Ние живееме во општество во кое секој ден по еден млад ум се заминува од тука во потрага по подобар живот. Ние треба да разбереме дека токму на 8 април ние сме единствениот избор кој ромите го имаат. На 8 април ние треба да се собереме, да собереме храброст, да бидеме искрени едни со други, да видиме каде грешиме, да научиме од нашите грешки и да собереме храброст, за да го продолжиме патот кон достоинствен живот и подобро утре за сите нас. Утре, нашиот пристап не треба да биде од позиција на жртви и безнадежни, туку роми кои се горди, достоинствени, полни со самодоверба и спремни за борба. Промената нема да дојде сама по себе. Во нас е промената која ја бараме. Ние сме тие кои ние ги чекаме. Затоа, утре, наместо само да славиме и да пееме, затоа утре, сите ние треба да се запрашаме. Ако наме, кој? Ако на, кана, кеда? Овен са сте. Следи говор на тема достојна ли е нашата мака за
спомнување. Го повикувам господин Елсон Илјац, студент на бизнис администрација. Сите роми се генетски болни. А единствено решение е истите да се елиминираат. Ова беше изјава на министерот за правда од Третиот рајх, од Ирак. Не третираа како животни. Оние што ќе умре од природна смрт, истите ги сечеа на парчиња. Нивното месо го печеа на оган и ни го даваа нас да го јадеме. А тоа што ќе останеше, им го фрлаа на кучињата да го изедат. Ромите беа суштества за експериментирање, како што се глувците денес. Ги тераа заробениците да имаат секс со нивните мајки и сестри. А кој што не можеше, или пак одбиваше тоа да го направи, во истиот момент го стрелаа во глава. Кога ме депортираа таму, ми го истетовираа овој број на раката. Бев 3529 човек кој што требаше да биде жив, запален во нивните печки. Ги отвараа вратите од крематориумот и не тераа да трчаме кон него. Се редевме како 100 пенкала во една мала кутија, како сардини во конзерва. Дури 3 пати стоев пред вратите од крематориумот, но за моја среќа немаше доволно место и мене да ми испечат жив. Драг Хуго Холернер, денес ја сочувствувам твојата болка и во твоја чест го напишав овој број, кој што тие го истетовира на твојата рака. Знам дека може би звучи лошо и може би ве ежи моето зборување, може би сакате да престанам, но ова не се мои зборови. Ова се зборови на неколкуте преживеани роми во Холокаустот. А може би некој од вас сигурно ќе рече, зошто овој денес збори за Холокаустот, кога утре не е 2 август, утре е 8 април, меѓународниот ден на ромите. Зборувам за да упатам порака до сите вас. Порака која што треба да не освести сите, дека сме заборавиле нешто што не смее да биде заборавено. Ја заборавивме маката на нашите предци. А денес во Република Македонија постои меморијален дом во чест на жртвите од Холокаустот. Ете го, тука е одма. Но каде се ромите во него? Тие никаде не се споменати како жртви. Спомнати се само истомачените евреи. Зошто? Зарем нашата мака не е вредна за спомнување? Зарем ние се уште сме неважни? Почитувани присутни. Од вас барам, уште овој момент, сите ние да се организираме, да покренеме една заедничка иницијатива, ромите да не бидат изоставени од споменувањето во мемориалниот дом и при сите говори за Холокаустот. Дали некој политичар или некоја невладина организација или пак граѓанин, дали некој работи на тоа прашање во Македонија? Германија дури во 2012 година изгради споменик во чест на жртвите роми загинати во Холокаустот. Што правиме ние во врска со тоа? Затоа вој повикувам, ајде нека овој 8 април не мотивира сите нас да не ги заборавиме страдањата на нашите предци. Ромите да се избориме, ромите да не бидат изоставени при ниеден говор за Холокаустот. Да не се заборави нашата мака, да не се заборави маката на нашиот народ, бидејќи таа мака влијаела да се случи 8 април. И утре е 8 април, ден во кој што ги славиме нашите успеси, ден во кој што се усвои нашата химна и нашето знаме, но покрај сето тоа да се запрашаме, дали ние навистина ја познаваме ромската историја? Верувам дека поголемиот бројот нас не ја познава вистинската историја на Ром.
Затоа, ако си ја почитувам историјата, ќе си ја почитувам и сегашноста. А тоа е единствена гаранција дека ќе имаме иднина. Ви благодарам. Благодариме Елсон Илјас и благодариме за вашиот инспирирачки говор. На сцената или на бината ја повикувам Селика Алили, студент на економски факултет, со темата Пружено раче на улица. Повелете. Дајте ми 10 денари. Ова е реченицата која можете да ја слушнете на секоја улица, раскрсница и плоштадите широм Македонија. Ова, повеќе од 1000 ромски деца, своето образование го следат на улиците наместо на училишните купи. Наместо тетрадки книги, ти имат инструменти. Наместо да одговараат на некое прашање, тие пеат пренепознати минувачи, просеќе за ситни пари. Зошто ли го прават ова? Зошто тие наместо школата имаат улицата? Знаете, одговорот е едноставен. За стомакот да им биде наполнет. Секој Божи ден сум сведок на ваква ситуација. Еви вчера, 10-годишно дете го испружи своето раче и побара пари од мене и мојата другарка. Му дадовме. Како можевме да го одбиеме? Како можевме да му ја одбиеме храната? Како, кога тоа можевме да бидеме ние и секој од вас кога бил мал? Какво ли е чувството да си напуштен сам на себе и да го немаш она што другите го имаат? Какво е чувството да знаеш од мал дека ова е твојата судбина и дека не можеш да ја смениш? Луѓе, како ви е вам чувството кога едно невино дете, стои на раскрсница и ве прашува дали имаш ситно? Јас ќе ви го кажам моето. Луѓе, тоа боли. Ти ја кине душата однатре. Те тера да плачеш и да го гушнеш мислејќи дека нема никого. Те тера да му ветиш дека никогаш повеќе да не се врати на улица, да му помогнеш. Зошто е тоа така? Зошто децата кои се на улица го прават ова? Зошто околу нив има само сиромаштија, глад и беда? Но настрашното е тоа што тоа дете веќе се има помирено со својата судбина, бидејќи нема да го води во тоа што вие сите успеавте. Зошто сите ние сме еден народ кој нема место за живење и сигурна екзистенција. Народ кој живеел на улица, играл, просел, гатал и така преживувал. Овие деца се уште ја живеат ромската сага од минатото. Тие се таму на улиците, просејќи преживуваат. Така е судбината и тажната реалност на едно ромско дете. Можеш да ја видиш, зарем не? Нивната песна одекнува на сите страни. Нивниот глас е на секој аго. А сигурна сум дека секој од тоа дете е талентирано за нешто. Кој може би сонува за да стане нешто. Но сепак да бидеме реални. Тие соништа се бескрајно далеко од него. Пак од истото. Сиромаштија, глад и беда. Дали некогаш сте размислувале како може да го спречиме ова? Како лошата реалност да ја подобриме? Да биде еднаква кон сите други? Како на едно ромско дете да му помогнеме да ја напушти улицата и да си ги оствари своите соништа? Да бидеме искрени,
На ова прашање не е лесно да се одговори. Но без разлика на потешкотијата, никогаш да не се откажеме од да го најдеме одговорот. Стојам пред вас и јас во име на ни ве замолувам. Помогнете и на мојата нација. Поддржете ја. Секој да проба да помогне. Кој со пари, кој со облека, кој со храна, кој со муабет, кој со некоја утеха, кој со реален проект преку неговата невладина. Но сите да се бориме за тие деца, кои без невен избор се нашле во ситуација да просат безможност за подобро утре. Ве поканувам на револуција и борба за секој од тие деца. Ајде сите да се обединиме за нивната негативна реалност да ја подобриме кон позитивна. Наместо да ги нарекуваат валкани и просеци, благодарение на нашите активности, да ги нарекуваат успешни доктори, економисти, па дури и предприемачи. Но сепак, ова не е вистината на нашата реалност. Ова не е вистината на нашето ромско дете. Сепак и овој одговор не е лесно и не се решава за една ноќ, туку со мали бебешки чекори. Едно по едно дете, едно по едно семејство. Ве поканувам да се борете, да размислувате и никогаш да се откажете да го барате одговорот. Зошто? Зашто така ќе покажеме вистинска грижа и искрена желба за помош на нашиот народ. Зашто се додека има барем уште едно дете кој е на улица и проси, ние треба да се засрамиме од тоа што сме себични и пасивни. Ако е тој на улица, сепак ние сме виновни. Можете ли да живеете со таа вина? Јас не би можела. Не ја вртете главата настрана и погледнете го проблемот во очи и направете нешто. А може да направите многу, зарем не? Децата тоа не го заслужуваат. Тие се нашите браќа и сестри. Тоа е нашето потомство. Борете се за нив како да се вашите синови и ќерки. Бидете нивни ангели и чувари и никогаш, ама никогаш не дозволувајте нивни деца да бидат просеци. Ве поканувам на заедничка обединеност и желба за тие деца да не се враќат веќе на улица и да бидат успешни. Еднаш и за секогаш. Ви благодарам. Го поканувам Мухамед Ајваз, студент на Филозофски факултет, со темата Единство, утопија или реалност. Повели. Кога одиме во амбуланта, лекарите велат дека сме неодговорни, дека треба да се грижиме за здравието и дека треба да ги купуваме лекарства. Но со кои пари? Со кои пари да ги купиме лековите за нас и нашите деца? Кога јас не сум вработен, никој дома не е вработен, куќата не ни вреди колку лековите. Вела дека сме мрзеливи, но не е така. Не е така, верувајте. Ние сакаме да работиме, но немаме каде. Ова беа зборовите на 45 годишниот Џеват. Но само Џеват ли е во ваква состојба? Додека ние седиме тука, дотерани, убави, паметни, успешни во своите области, уште колку ли наши сограѓани ја преживуваат судбината на Џеват?
Ајде барем на момент да ги заменим улогите. Сите ние да бидеме Джеват, а Джеват и сличните на него да бидат како нас. Ние одвај да врзуваме крај со крај. Кровот да ни пропушта вода од сите страни. А Джеват и сличните на него да си го гледаат својот живот, да се преправа дека ние не постоиме и дека не сме дел од нивниот народ. Какво е чувството? Лошо? Да, се согласувам. Тие луѓе се чувствуваат заборавени, напуштени од општеството. Но ние го знаеме тоа. И ништо не се менува. Зошто? Ајде малку да бидеме искрени. Колку пати пред да направиме нешто заедничко, се прашувам. Што ако тие со кои ќе го направам ова, ми изневерат? Што ако не успееме и сите мене ме обвинат? А што пак ако успееме и некој други преземе сите заслуги? Додека ние си поставуваме вакви прашања, дали мислите дека ги Джеват истото го мачи? Дали го мачат политички поени или политичка слава? Ќе наведам уште неколку од нашите огромни маки со кои се соочуваме кога се одлучуваме да помогнеме. Оно има завршено само средно, што може да помогне? Оно има филозофски социјална работа. Што факултет е тоа житно се? Оно има приватен факултет, си ја купи дипломата и појма не. Оној не го бива за ова, оној не го бива за она, а на оној пак не може да му се верува. Сите знаеме што направил пред некој период. Само ние сме најдобри. Експерти за секоја област. Дали во нашето само бендисано наоѓање на мани на другите и себичното дејствување, може би лежи тајната поради тоа што сме шампиони. Шампиони во невработеност, во сиромаштија и неприкосновени шампиони во поделби. Толку сме малку, а толку сме поделени. По секоја основа. По партиска, по религиска. Кој од кој град, кој од која невладина организација. Ама веројатно имаме големи богатства за делење, па станавме толку алчни и себични. Ова не е дел од говорот сега што ќе го кажам, но е добар илустративен пример. Имам чувство дека ако почнам да играм пинг-понг со дзидот, полот присутните за дзидот ќе навива. И мене ми беше смешно кога го слушнав прв пат ова. Но се прашувам пак од друга страна, дали вака насмејани и среќни се движиме по патот кој ќе не однесе до само уништување. Народе мој, дали е време да разбереме дека разединетоста е нашиот најголем проблем? Дали е време да се соединиме? Дали е време да бараме како? Со соработа, со слога, со доверба, да направиме многу повеќе за нашиот народ. Да, драги мои, бидејќи уште многу малку време ни остана. Време е да разбереме дека од нас зависи дали ќе бидеме еден тим или нашиот народ ќе биде број еден, ама по сиромаштија. Дали ќе почнеме да се веруваме едни на други или нашиот народ и понатаму ќе нема лекови за своите болести. Дали ќе стравуваме од конкуренција или нашиот народ ќе стравува од тоа дека кровот ќе им се сруши над глава. Драги мои, се надевам и верувам дека ја донесовте вистинската одлука. Дека одлучивте да соработувате едни со други, со почит, со доверба, со искреност, бидејќи се тоа ќе не однесе до единството. А во единството, таму е нашиот спас.
Знам дека дел од вас си мислат, ова е само уште еден од многуте говори за заедништвото. Тешко е. И невозможно е да се случи такво нешто, зарем не? Се согласувам со вас, со сите вас. Не само што е тешко. Многу е тешко. Но само треба да се направи првиот чекор. Потребно е младите да почнат да се веруваат, а особено под младоците на ромските политички партии. Мој предлог е да основаат заедничко тело. Тело со помош на кое ќе ги решаваат проблемите на локалните граѓани. Бенефит би имале сите. И под младоците, и невладините со кои би работели, а конечно, бенефит ќе има и нашиот народ. А успесите ќе ги приближат и младите. И идните ромски лидери, но потребно и тие во ова да влезат со срце, директно да разговарат за проблемите, да ги контролираат своите емоции и своето его и одговорност. Заеднички да превземаат одговорност за сите успеси, но и за сите неуспеси. И да бидат честни. Секој своето место да го добие според своите заслуги. Не според другарството, пријателството, близината или поради некои други небитни фактори. И најважното што е, да веруваат во единството, како идеал, и да се посветуваат на него. Да, во единството, бидејќи како индивидуалци сме многу малко. Немаме доволно ниту ресурси, ниту сила за да направиме нешто. Предизвици секако ќе има. Треба да се подсетиме. Здружувањето е почеток. Да се остане заедно и покрај предизвиците е напредок. Да се биде во еден тим со заедничка цел е вистински успех. Треба веќе еднаш да работиме на единството. Бидејќи минатото не можеме многу да го промениме. Но и иднината е се уште во наши раце. Ви благодарам. Благодарам, Мухамед. Токму така и сегашноста и иднината се во нашите раце. Ја повикувам Сибел Бајрам, студент на Филолошки факултет, со темата елитизам. Интелектуалци, угледни академски граѓани, вработени. Убаво е тоа што се повеќе и повеќе младите роми, идните ромски надежи се запишуваат на факултетите во и надвор од државава. За секоја пофалба се и оние кои се здобиле со титулата магистер, па и доктор на науки. Сето ова е одлично, тргна работава. Додуша малку позабрзано тоа на успорена снимка, ама добро е, ќе не биде. Бидејќи срамота ќе да не успееме и покрај толкуте програми за дообразување, за запишување на факултети и за градење на нашите капацитети. Затоа, јас од свое лично име ќе им се заблагодарам на сите оние кои досега вложувале во нас, младите роми. Но мене ме мачи нешто. Ме мачат прашања кои цело време ми се вртат во глава. Дали поради добиените титули, магистри, докторати од областа на правото, здравството, образованието, политиката и уште многу други, многумина забораваат од каде доаѓаат. Заборавивме ли наветувањето дадено кон нашата заедница, а потоа кон самите себе си? Си патиме ли ни од елитизам? Јас мислам да. Извинете, ама јас мислам да.
Имам чувство дека ние поедуцираните се доживуваме како да сме надобичните луѓе. Се срамиме да зборуваме ромски. Се чувствуваме како да не припаѓаме на луѓето кои што живеат во мизерни услови. Елитизмот е се позачестен и се повеќе ме нервира, иритира и вознемирува. Сме се запрашале ли зошто се инвестирало толку многу пари во наша едукација? Кој е основот врз база на кој ни се даваат парите? Поради убавина? Или поради тоа што мнозинството од нашиот народ живее во мизерни услови? Луѓе, тие пари ни се дадени не за да си ги средиме личните судбини, туку за да направиме промена кај нашиот народ. Ние сме едуцирани за да им помогнеме на оние кои што имаат потреба од нас. Затоа, ајде да го ставиме егото настрана и да се насочиме кон нашите сограѓани роми, кои тоа како имаат потреба од нас, од вас, од сите заедно. Да се насочиме кон нашите роми. Да се потрудиме да имаме уште пообразовани генерации со кои ќе се гордееме. Меѓутоа никако да не ги заборавиме дечињата кои што живеат на улица. Да се ослободиме исто така и од сопствените интереси и да се насочиме повеќе кон колективноста. Бидејќи секое вложување дава резултати. Да се обединиме, да не ги обвинуваме другите за ситуацијата во која што се наоѓаме. И да не бидеме само силни патриоти кои силно и високо ќе го веат ромското знаме, а притоа скоро и ништо нема да преземаат за својот народ. И само замислете што се ќе се случи ако секој од нас, од вас, од сите заедно размисли за ова што го зборува. Дали размислувате што се ќе се случи? Секако ќе се случат многу позитивни работи. А од кого зависи тоа? Тоа зависи од сите нас. Бидејќи колку повеќе резултати вложуваме, успехот ќе биде поголем. И благодарам. Ах, тој елитизам. Благодарам Сибел. Ја повикувам, тоест го повикувам на темата колективизам или активизам Акив Кариман, студент по медицина. Повелете. Шукардиве Сариненге. Добар ден на сите. Држиме говори во музеј на револуционерната борба. Многу убаво. Мене ептен ми се прави меракот место. Ај се надевам за некоја година, валјда ќе држиме говори од Ромски музеј. Дел од присутните знаете, во 2007 година се степав со група нероми кои ме нарекоа циган. Маме циганско и да не продолжу. Се чувствував засрамен, понижен, гневен, не само поради навредата, туку поради тоа што си дозволив ученикот на генерација да се однесува насилно. После тоа се прашува, што треба да правам во иднина кога ќе го слушнам тој збор? Да се тепам? Или да ја наведнам главата и да прифатам дека вредам помалку од другите?
Во тоа време го немав одговорот. Немав ни Facebook профил тогаш, па да пишам и да добијам лајкови и коментари за поддршка. Сигурно знаете дека за време на Втората светска војна 90% од ромите биле убиени. Сигурно знаете и зошто. А верувам дека знаете дека денес не има околу 15 милиони ширум Европа, што во услови на Романистан би ни донело 10 пратеници во Европскиот парламент. Но што дека знае? Ми помага мене тоа нешто? Вам ви значи тоа нешто? Што дека сме толку кога минатата година млад ром од Бугарија беше брутално претепан и шутиран со цоколи во глава сред улица од страна на неонацист само за тоа што дечкото кажа ром или бугарин, сите сме исти. Среќа, беше снимено, па благодарение на интернетот сите му дадовме поддршка на Митко. Споделување на видеото, лајкови, коментари, осудување на настанот, па дури и ја паметен се слика вака и со хаштаг и јас сум Митко. И повикав на протест пред амбасадата на Република Бугарија. И таа слика доби над 200 лајкови на Фейсбук. Беше дури 50 пати споделена на Фейсбук. Еве, сите знаеме за случајот со Митко. Направивме нешто од тоа? Да, направивме. Организиравме протест. Протест пред амбасадата на Република Бугарија, на која бевме едва и 20 на роми. Што дека преку интернет дознаваме дека во 2 недели починале 2 роми по затворите? Што дека знаеме дека ромите под Кале се уште живеат под ведро небо? Што дека комесарот за антидискриминација во Европската комисија е расист и не може да не смисли нас ромите? Што дека преку интернетот дознаваме дека секојдневно се укинува можноста на ромите да бидат еднакви интегрирани? Ние сме интелектуалци, ќе се го најдеме чарето. А другите? Или ќе чекаме да се случи Митко на секој од нас? Ај сега да ми помогнете сите. Замислете Facebook статус пропратен со емоцијата feeling angry, затоа што не пуштиле да влеземе во некој кафич, го претвориме во представка до Комисијата за заштита од дискриминација. Ги имало стотици. Слично како што направија дечките кога ги укинеа државните 9 и 19. Сите тие реакции на Facebook ги канализираа во петиција и со поддршката на тие 1200 подписи истите беа вратени. И најголем дел од вас се уште се возите во нив, нели? Замислете колку што споделуваме на Facebook дека им помагаме на загрозените. На вистина да сме толку хумани. Секоја чест на исклучоци. Замислете дека се објавила вест на интернет за честото починување на роми по затворите. И уште истиот ден се мобилизираме илјадници роми и бараме да се утврди точната причина за смртта и евентуално преземање на мерки, доколку имало прекумерно користење на сила. Замислете дека имало напад од омраза врз ром и повторно се мобилизираме илјадници за поддршка на тој напад. Тоест против тој напад, се извинувам. Замислете дека и ние ромите ги уживаме истите права како и сите други. Замислете како сите заедно ја водиме нашата држава. Не мора само да замислува. Дел од примерите што ги спомнав се реалност. Затоа што наместо
Facebook статуси, твитови, слики на Инстаграм. Дел од нас решија да превземат индивидуална одговорност и да направат чекор за нешто подобро. Може за некој дома, следаш на настани на Facebook, тоа е малку или недоволно. Но јас лично верувам дека едно барање, една средба со надлежни институции или една жалба и те како голем чекоре кон нешто подобро и да се стане од пасивен следач кон активен придонесувач. Велат, мајката не го дое бебето додека тоа не заплаче. Арно, ама ние плачеме на интернет, плачеме по дома, плачеме со нашите блиски, ама никако да заплачеме пред институциите, затоа што тие се одговорни за решавање на нашите проблеми. Да не прочитаме утре задутре дека 90% од ромите настрадале некаде. Нашите предци го немале тоа што ние го имаме денес. Да не бидеме пасивни следачи. Време е да почнеме сами да ја креираме нашата иднина. Иднината на нашиот народ. Ме боли тоа што седам овде и си викам че солам памет. Ама не е тоа. И сега че има слики и че си лајкнуваме и че пишуваме кој колку добар говор имал, браво, супер беше, че споделуваме. Абе луѓе, да седнеме и да бараме. Да одиме и да бараме. Пред некое време, во пресрет на овој настан, предложив да се организира марш на видливост на ромскиот граѓански сектор. Ау, не, па касно е, немаме време да се спремиме. Тоа беше одговор. Да не слушнам више, не се добри времињата, не сме спремни, или не можеме. Времето е секогаш добро кога се прави вистинската работа. Бакталовтото април. Благодарам, Акив. Посакувам место лајк уште еден аплауз. И на крај, меѓутоа секако не и помалку битен, го поканувам господин Силхан Саитов, дипломиран доктор, со темата од жртва до борец. Повеле. Пред 10 години, после една волонтерска активност во Шутка, се враќам дома. Евеја мајка ми доаѓа. И ми вели, абе дете, што се занесуваш? Што изиграваш мајка Тереза? Зашто си го арчиш времето за џабе? Главните за тоа земаат пари, ништо не работат, а ти, Божем ти, ке си го сменил светот. Ја гледав збунето и несигурно. Се запрашав,
може би, управо е мајка ми. Да, како што слушнавте. Мајка ми ме учеше дека не вреди да си го трошам времето и парите, поради тоа што тие што сте платени за тоа, тоа не го работат. И знаете, не бев сигурен за тоа. Но еден познат пиладжија во моето мало, Неджат, еднаш седиме на улици и се разговараме. И тој ми вели: црна судбина. Работиме за парче леп. Нашата општина ништо не прави за нас. Државата не помага за ромите. Ако не си гледаме за себе, никој нема да ни помогне. Замисли. Може би право е пиладжијата. Но надежта не ја изгубив. Си бев сигурен, велам, добро. Може би поради тоа што пиладжијата е без школо, нема добра работа, сиромашен е, може би со право размислува така. Но велам, тие другите, студентите, магистерите, луѓето во добри позиции, луѓето во функција, сигурно размислуваат поинаку. И така размислував долго време. Но пред неколку недели во еден семинар во Охрид седиме и разговараме за ромското прашање и младите роми. И еден студент вели: што можеме ние да направиме? Гледате во какви услови живееме. Какви луѓе не водат. Што ни преостанува? Странство или администрација? Седи си дома и земи си плата. Друго чаре нема. И еден магистер, менаџер во една организација, на тоа додава: да, навистина е многу тешко. Ромите се соочуваме со многу проблеми. Што да направиме? Без функција не може ништо да направи. Магистери, студенти, менаџери, високо образовани, интегрирани роми, а така да размислуваат. Ај мајка ми, ај пиладжијата, не ги разбирам. Ама студенти, магистери, менаџери, директори, а така да размислуваат? Не. Не. Нив не ги разбирам. Нив не ги разбирам. Доста беше. Доста беше. Нон-стоп се подпираме низ говори. Јас не можам. Мојата плата е ниска. Немам јас време. Што да правиме? Гледате, немаме добар тим. Нема пари. Чекаме функции, чекаме титули, да си сместиме во удобни фотели и тогаш ќе сме ги направиле промените? Тогаш. Да, може. Знаете, мене ми е смачено. Смачено ми е цело време да барам оправдување за нашето заминување во странство. Да барам оправдување за тоа што цело време не превземаме одговорност за нашата положба во која се наоѓаме.
Народе, доста веќе седиме и чекаме некој друг да не спаси. Пријатели, сонародници, сопатници, знам и разбирам дека нашето минато, прогонствата, робствата, понижувањата, со текот на времето не зарубиле во жртви. Знам дека се плашиме, дека не веруваме, дека сме истрошени, дека немаме сила. Но што да направиме? Да останеме жртви? Ако останеме жртви, ќе смениме ли нешто поразлично од нашите предци? Ако останеме жртви, ќе направиме ли нешто поразлично од нашите предци? Смееме ли да капитулираме и да се препуштиме себе си во милоста и немилоста на другите? Не. Знам дека не е лесно, дека немаме сила, ама ќе ја собереме. Ако не за себе, за нашите деца, за нашите внуци, сонародници, ајде да го оставиме минатото за нас. Ајде да ги забораваме изговорите. И храбро, посветено, упорно, да се бориме. Но сега, овде, сите ние, во себе да речеме, јас повеќе нема да размислувам како жртва. Доста беше. Јас морам и можам. Јас верувам во промена, ама таква која започнува од мене. Јас заслужувам достоинство. Јас заслужувам почит. Јас заслужувам поубав живот. И ние ќе се бориме за тоа. Да превземеме одговорност. Сите. Во сите наши улоги. Да го дадеме својот максимум. Да дадеме 100% од себе. Во бидувањето родители. Во бидувањето пазарџија. Пиладжија. Директор. Во бидувањето политичар. Студенти. Млади, во се, 100% во се. Тогаш, ќе се радуваме повеќе. Ќе имаме поисполнен живот. Ќе бидеме полни со енергија, не со апатија. И така, со љубов, со срце, со душа, со страсти, за својот народ, да направиме промени секој ден, малку по малку, милиметар по милиметар, чекор по чекор. Ќе видите, за само 2 или 5 години, колку многу работи ќе направиме за себе и за својата заедница. Ќе направиме ли? Ромски народе,
Ајде, изговорите да ги замениме со борба. Борба, за да ја направиме промената. Не за парите. Борба, поради предизвика, поради делата. Не за слава. Борба, за да гледаме посрекно утре за нашите деца. Но, ајде да станеме борци. Борци. Ама од денес. Бидејќи просечниот животен век трае 60 и 70 години. А после тоа, сите. И пиладжијата, и директорат ќе завршиме во другиот свет. А нашето богатство или сиромаштија, титули или функции ќе бидат целосно неважни. Ќе биде важно дали ќе останеме запаметени како жртви, како губитници или како борци кои секојдневно ги менувале работите и зад себе оставиле поразлична ромска историја. Не паќава. Амен шај. Ајдете кера и пробина. Некол бакталов тото април. Овен са сте. Благодарам, Силхан. Благодарам за вашите инспиративни говори. Го повикувам за кратко обраќање менторот на овие наши студенти. Бахтало, офтото, април! Страв од смрт. Еден од најголемите стравови кои што ги имаат луѓето. Знаете кој е вториот? Кој е вториот? Страв од јавен настап. Човештвото, луѓето во човештвото преби одлучиле да умрат, него да застанат на сцена и да зборуваат пред непознати луѓе. Пред кратко време, 7 луѓе победија еден голем страв, а тоа е стравот од јавен настап. И застанаа овде пред вас и одржаа говор од срце. Ќе ве замолам да станете и да ги поздравиме со аплауз за нивната голема работа. Имам уште неколку работи да кажам, ако сакате седнете. Забележавте некој од нив малку се збунија. Ама не знам дали забележавте друга работа. Тие не читаа, како скоро 100% од луѓето чијашта професија јавно говорење. Професори од PowerPoint, политичари од хартија. Тие одлучија за кратко време во колоквиумска сесија да спремат говор кој што ќе го застанат овде и од срце ќе го кажат. Тоа дополнително дава придобивка на тоа што тие го направија тука. Има уште една работа за која што треба да испе благодарни. А тоа е што беа доволно храбри и пред тука секаков аудиториум да имат критички став на реалноста. Тие можеа да зборат бла-бла говори за тоа колку нели направено, не дека не е направено, е направено, но тие застанаа овде и се изложија како студенти, дел од нив
што туку вработени, да дадат критика на реалност. Ве замолувам, како нивен ментор, да покажете демократска свест и да го почитувате тоа што тие го направија. Нека имате право да не се согласувате со нив, но немате право тоа што кај нас генерално се прави, да се почне хајка за нивна дискредитација, ти ли најде да кажеш, чекај се, а он да види кого ќе критикува и така натаму. Ве молам, имате право да не се сложувате со нив. И тоа е идејата на вториот дел од настанот. Ајде да дискутираме за проблемите. Дали има проблеми? Поминете на мостот, ќе видите Ромче лежи. Ромче лежи. Има проблеми. Статистиката го покажува тоа. Не дека се лесно да се решат, ама јас предавам менеджмент на факултет. И знаете кој е првиот чекор за решавање на проблемите? Да признаеме дека ги има. Се додека ние викаме нема проблеми, ние не ги решаваме. Така да. Уште една благодарност за нив што се охрабрија да застанат овде, да ги отворат прашањата, не мора да се сложиме, дебатирајте. Два клучни поими се важни во дебата. Почитување на соговорникот и почитување на фактите. Најдете факти и во почит докажете им дека не се управо. Сигурно ќе го сменат мислењето. И на крај, јас сум човек кој што во Штип пораснал во познатото ромско мало на Радански пат. Вие сте многу убав народ, многу питом народ, многу весел народ. Народ кој што никогаш не покажал нелојалност во земјата во која што живее. Тоа е за длабока почит. И јас сум среќен што постоите. И сега на празникот можам да ви посакам среќа, здравје, успех, ама вие тоа го имате. Додуша успех не, среќа и здравје. Знаете што ви фали и со што ќе сакам да го завршам моето обраќање? Тоа што го кажаа колегите. Борбеност, упорност и желба да живеете поубаво. Охрабрете се и боре. Не е лесно да се реши, има политика, се е тоа внатре, но борете се. Во моментот кога ќе се откажете, сигурно сте изгубиле. Нема големи и мали работи. Го гледаш детето на улица, дај му чорапи. Направена промената веќе е подобро. Ама не треба на сите ти да обезбедиш. У моментот ти дај му него чорапи и толку. Толку можеш. Станете борбени и почнете да сносите одговорност за тоа што е таму. Проблем има. И секој нека си го направи својот дел. Чекај да видам дали добро ќе го кажа. Овен са сте, тајве сте. Благодариме. Фала ви. Во оваа прилика, како што и претходно беше најавено, дозволете Рома Верситас, новие наши храбри говорници, да им додели благодарница и воедно во име на Сдруженијето на Рома Верситас да им доделиме ваучери со кои што може во Крижаницата 3 да подигнат книга и поклон во однос на целиот настан. Ја повикувам Сара Сейфула. Селика Алили. Елсон Илјас. Мухамед Ајвас. Силхан Саитов. Акив Кариман. Сибел Бајрам. Честито. И секако за менторот господин Лазар Ѓуров. Hvala.
Полека пристигнуваме и кон она што го најавивме на самиот наш почеток. А во прилог следи, под моje фацилитирање и модераторство, ќе следи дискусија во однос на два дела. Првиот дел од дискусија и коментари ќе се однесува на проблемите и предизвиците. Нашите говори, нашите говорници ги изнесоа своите ставови, беа храбри во своите мислења и се надевам ве поттикнаа на одредени размислувања. Пред да ви дадеме збор во однос на вашите коментари, ве замолуваме да ги почитуваме правилата на коментирање, без навреди, без говор на омраза и секако ќе го искористам правото во оној момент, доколку коментарот надминува повеќе од 3 минута, да ве прекинам и да го предадеме дискусијата на следниот говорник. Да видиме кој се пријавува на говор за првата тема. Имаме прв говорник, госпоđа Лјата, повелете. Здраво на сите, ме слушате. Јас сум Лјатифе Шиковска, долгогодишна активистка и работам во невладиниот сектор. Минатата година, во ова исто место, во овој ист простор, во исто време, го одбележувавме заедно 8 април, Меѓународниот ден на ромите. И тогаш слушнав доста инспиративни, мотивирачки, охрабрувачки говори од страна на тогашните учесници. Но, денес слушнав уште посилни пораки, емотивни говори, мотивациони говори, охрабрувачки говори, иницијативи и што тоа е, според мене, за поздравување, значи дава добар сигнал, бидејќи вие, како идни интелектуалци и академски граѓани, сте должни и одговорни кон ромската заедница во однос на инклузија и интеграција на истата. Меѓутоа, понекогаш се прашувам, имајќи го моето искуство, бидејќи сум сега повозрастна, дали сето тоа е доволно на вистина ние да направиме вистинска промена во однос на сето она што се случува со ромската заедница во нашата држава. Факт е дека ние понекогаш ги затвараме очите под реалноста. Како ја гледам реалноста, работејќи секој ден во ромските мала, во ромските заедници, гето средини, на терен. Значи јас, сето тоа вие што го кажувавте, го знам, го гледам секој ден. Меѓутоа, понекогаш и јас се прашувам себе си дали навистина ние доволно правиме. Понекогаш е тешко да се соочиме со реалноста во однос на ромското прашање во Република Македонија. За жал, нашата држава не дискриминира. Нашата држава не игнорира, што е уште пострашно од дискриминацијата. Зошто го велам тоа? Па ние сме сведоци во однос на помина една декада, ке поминат уште неколку декади. Дали секој од нас ја гледа промената во ромската заедница? Јас ја гледам секој ден. Нешто таа промена или таа состојба не само што се менува, него уште е потешка. Уште е потешка. Че завршам, Елви, знам дека ти ме прекинуваш. Доколку сакаме навистина промена, доколку навистина сакаме обединување, единство меѓу нас, знаете кај може тоа да се случи? На протести,
Секој ден. Значи, ние години наназад, 10 години, кога последниот мировен протест, баре на овој ден сме го направиле, кажете ми, кога? Ако сакаме вистински промени, секој ден на улица, протести, на тој начин, може би, надлежните институции, државата на вистина ќе освати сериозно решавањето на прашањето на ромите во Република Македонија. Благодарам. Благодарам, Милјата. Микрофонот го имаат нашите студенти. Повелете кој друг се јавува за збор. Повелете. Само ако може и да се представите. Јас сум Дехран. Не знам, обично не ќам да зборам зад грб на луѓево и така ќе се префрлам напред тоа што сакам да го кажам. Секако, повелете. Инспириран од Акив и од Теткалјатифе, морам да кажам неколку зборшиња. Пошто ние сме обично луѓе кои што знаат да молчат и да ќутат на многу работи. Спомна Акив преска за затворениците кои што почина пред неколку, за 10 дена, 20 затвореници. Не го знаете чувството како е кога ќе отидете да ги интервјуирате луѓето. Како е кога ќе ви каже некој ми го утепа детето. Дали знаете какво е чувството да си зад камерата и кога некој плаче, а ти го гледаш и мора да се воздржиш. Викаш, абе чекај, професионален сум, морам да ќутам, морам и јас да речам. За ова денеска вие тука што сте да ја дознаете вистината, да слушнете дека имало некој 20 роми, кои што едниот имал само 21 година, а другиот имал 25 години. Почина. Сега некој ќе рече тука, па криви бе, отишле во затвор и што чекаат таму, дека ќе имаат хотел со 5 звезди? Не. Но зошто тие баш умре? Дали некој има храброст дури ни лайк да стават? А на не зборам за коментар да стават на Фейсбук. Денеска тука фино, види што се собравме, се зборуваме, ќе кажеме добри говори, смислени, со театар, со се живо и диво. Излегуваме од ова врата. Што ќе се деси? Ќе се промени или нешто? Доаѓам од медиумскиот свет. Тука гледам само една камера. Толку имаме влијание во ова земја. Толку имаат интерес медиумите да го слушнат ромскиот глас. Зошто? Затоа што сме во затворена просторија. Замислете сите овие луѓе тука што сме сега да застаневме негде на улица. Медиумите ќе дојде. Ако не нешто друго, барем ќе ги запреа колите. Колите ќе застанеа, ќе се собереше народ и ќе не слушнеше. Ќе слушнеше за нашите проблеми, ќе слушнеше за вашите, за сите проблеми. Денеска тука фино, убаво ќе се испоздравиме, ќе излеземе на коктел, ќе кажеме некој убав збор, пак нешто ќе се запознаеме, после тоа може и љубов некоја ќе настане тука. Све е супер. Но што правиме понатаму? Што ќе се случи утре, еве, после ова одиме надвор. 8 април. Супер, ден на ромите. Но зошто само 8 април? Зошто само денеска има дебата? Зошто не е над, не знам, 8, не знам, јуни, пример? Нема, толку. Јас ќе го испочитувам времето, така да останувам отворен за сите можни проблеми, пошто доаѓам од таков, пошто сум новинар, сите што имаат било каков проблем, може да се обратат, ја немам влакна во јазикот и затоа дојдов тука напред да зборам, а не да зборам од задгрб на публиката. Фала ви уште еднаш. Благодариме. Само да подсетам, зборуваме за проблемите и предизвиците и не се концентрираме посебно на говорите кои што беа изнесени. Кој друг се јавува за збор? Можеме повторно звончето да го пуштиме. Доколку нема дискусии во однос на првата дискусија, вашите коментари и забелешки има, може некој не видов?
Повелете. Представете се. Шукар дивесари ненге месиум Дженифер Джеладин имавава таро институти башо маншка нениаби. Мика кирава романела афисос ке авдивесем кедиме башо оптото апре баши аменге те Манга кава аплавос не начинала ништо, морате пена. Амен коркорина. Шевеларите Манге аплавос не начинала баш ништо. Зоске месиум романи ме мангавате почитина мичи. А бута маен мани сима еки стражување кога ќе регумле, ка споделинава о процентија ро козомиси дипломириме запишиме рома студенти ако приватнем ко државна факултетија, морате пенавкај од почетокот почмињум да керава два истражувања си нема баре очекувања, односно тедикав бари бројка посебно дипломириме рома. Ако пенгјум таро 2000 штарто, джико 2000 дешу штарто берш козомисијаме запишиме студенти ако приватнем ко државна факултетија, одвајтано 1812. Баро број. Ме начинава тева керава романео бројке, па мора тева керавлен гаджикане. Али козо ми сијамен дипломири мерома, таро 2000 ефтато, джико 2000 дешу штарто, бутано тикно, дешу ек процентија тародова, одвајтано душелу бишупанч студенти. Тародла душел бишупанч студентија тане шелу овто мурша, шелу дешевта джубля. Па шајте фали намен кај сијамен баро проценти таро джубля, запишиме одвава керола буд повише баши романи джубля. Соскија венгјума те дави ек мло коментари. А мен секогаш пенал. Ке Македонија сијем буд тикно проценти рома. Дуј кома шовар дешу шов проценти. Али амаре проблемјата не буд баре. Буд баре, а мен сијем одла кој валјани те решинален. Нели добингем стипендие, си неаменге буд шукар, добингем диплома, кола е оваја диве некој хем нешто. Одолеске амен да не го клича, баш те поможи на амаре заедница. Само амен ако поможи на ела ка реши непе со проблеми. А само ако кераја лафија, ка те авријал ништо на кераја. Хем пандек нешто кава кера. И романичип тани нели хем ко устав демек вакердока и сијамен правото учинала. Амен, ко само штар општине и сијамен ко те сиклона маречаве, ко основно образование, романичип. А кајте на окола општине, кајте на окола? Одоборомтан, штар општин. Сигурно да не штар општин. Да. Ка човава ка теа кој си дополнително кај винама пандекуќи. Благодарам, овстасти, Джени. Амен джаса понодорига. Продолжуваме. Дали има некој кој што се јавува за коментар во однос на првиот дел, проблеми и предизвици? Ќе замолам да одиме со вториот дел од дискусијата, а вториот дел од дискусијата се однесува на решенијата. Ги видовме проблемите, ги дискутиравте, вие сте сведоци на дел од нив, зборуваме во вториот дел за решенијата. Кој сака да се јави за збор? Повелете. Да ве поздравам сите, јас сум Реџеп Али Чупи, поранешен стипендист, студент, вработен во Рома Верзитас и особено ми е драго што вечерва сум тука и што имав прилика да слушам многу инспиративни говори. Јас нема да се осврнам на проблемите и можните решенија, јас само сакам да кажам дека тука навистина не е лесно да се стои од оваа страна, додека ги слушав почитуваните студенти, им се воодушевував на нивните говори, а сега се восхитувам на тоа што го направија. Оваа година и овој 8 април, вие сте мојата гордост, а се надевам за кратко време ќе бидете гордост и на целата заедница. Нека ви е среќен 8 април на сите и следните години со многу потешки теми,
и со многу поголемо присуство да го одбележуваме 8 април. Ви благодарам. Благодарам, Реджеп. За решенијата, коментар, став, видување, повелете, Адем. Здраво на сите, јас сум поранешен стипендист, исто така соработник на Рома Верзитас. Дозволите ми најпрвин да им честитам на овие млади кои што имаа храброст, исто како што каже и Реджеп, да не се повторувам. Ме знаете како обучувач и верувајте дека ова е нежешкото место. Некој од вас има претходни искуства, меѓутоа тоа што го направивте денеска, мене ми дава мотивација и ме прави посебно среќен што има можност да работам со многу од вас и ве охрабрувам да не застанете тука, да продолжите и понатаму и искрени честитки. Прво сакам на вас да ви честитам 8 април, а и на сите други останати тука. Ќе бидам сосема краток. На нетава кера Романе, иако джана Романе, пошто си бут Рома, Совената Рогостивари, дали Источна Македонија со навакере на Романе, али палем си Рома, си амаре пхала емамаре пења, мека поштина Вилен, ки ги почитувам и нив. Значи, една мала критика до тимот на Рома Верзитас, позитивна критика. Решенија бараше во 1939 година Третиот рајх или Хитлер. Да не бараме решенија. Да го поддржиме Силхан да бидеме борци. Да не останеме на Фейсбук да правиме лајкови, туку секој од нас да сноси одговорности. Толку колку што можеме сами тоа да го направиме, меѓутоа решенија не мислам дека ова е тука масата или ова се луѓето кои што треба да донесат решение од утре да се имплементираат. Не е ова проект, не е ова апликација, па ќе се направи решение. Мислам дека ова е одличен почеток. Мислам дека е ова одлична можност да се почне од некаде и пак ќе повторам, ја почитувам и теткалјата дека е на терен секој ден. Меѓутоа, работата на терен е една работа, работата што дипломците ќе ја прават од утре или ја прават од денес е сосема друга работа и сакам да ги поддржиме во тоа. Јас сум за поддршка на младите, дури и кога грешат, да се поддржат, да превземат одговорности. Пред некој ден ви пишав и на коментари. Торбата со одговорности е многу тешка, ама треба да се превземе, треба да се носи на грб и со грешките да се од кои што ќе учиме, ама и со успесите кои што треба да ги славиме. Јас мислам дека 8 април е ден за славење, ден за гордост и не мислам дека треба да одиме многу во решенија, во проблеми и анализа на други ситуации, иако мора да признам дека бев стварно допрен во чувствата и во емоциите од самите ваши говори. Честит 8 април. Бакалото на Рокот. Благодарам. Секако дека мора да имаме простор и за дискусија и коментари и некои столбови и насоки во однос на тоа. Повелете. Благодарам. Моето име е Зоран Димов, го знаете сите вие. Инаку сум председател на Интересната Романи Унија, што го славите денешниот празник. Нека ни со среќа на сите нас. Тука не би се согласил со Адем, што вика дека решение да не се барат. Токму овде решението. Токму овде што седиме ние е решението наше. Само што треба да се направи? Да бидеме малку поупорни. Ако ви кажеме на мала историја во мојот живот како станав јас упорен, со малку средства, направив нешто што генерации го гледат и го слушат. Тоа го барам и од овие млади студенти, кај што Реджеп кажа дека им се восхитува. Ја им се восхитувам затоа што знам дека колку е нивната сила и моќ што нас ќе не покрепи понатак. Но решението самите го може да го направиме. Со добра платформа, со добри дебати, со добри комуникации и да леземе јасно, гласно, пред секого за она што ние го сакаме и го бараме и што ни следи. Ние не сме втора класа, трета класа луѓе. Ние сме рамноправни жители на оваа држава
И мораме да го имаме бенефитот од оваа држава. Зашто плаќаме и наша такса, сите основни принципи ние си ги плаќаме. Зашто? Да ни биде поубав животот, а не да добиваме некоја си 2,3% што вика некој толку што сме население. Ромите можат и ќе морат да си го барат своето. Благодарам. Благодарам. Кој друг се јавува за збор? Повелете. Благодарам. Јас процедурално. Имаме Што правиме сега? Процедури? Добро. Ако е нешто поврзано со претходните, ја можам да почекам Елвис како ќе Сосема одлучиш ти. слободно. Може пауза. Ти си на модератор, времето. како ќе кажеш, ако Така? сакаш да одиме таму со Не, дискусија, слободно да се обработете се, повелете. Па ништо. Јас не сум една од студентките кои што беа дел од Рома Верзитас и тоа не е по мој избор. Во тоа време други актери кажуваа за кого е Верзитас, а за кого не е, односно донаторот на тогашната програма. Па така беа само студенти од втора година па натаму или од прва до втора, па ја не бев у тие. Муабетов. Елвис ми се чини, ако не претерувам, ама од сите овие години што ја следам работата на Рома Верзитас, денес како чув најслободниот Рома Верзитас. И тоа е навистина голема работа. Денеска го чув најслободниот и најнезависниот глас на Рома Верзитас кој што го чекаме од почетокот на 2000-те години, тоа е скоро 2 децении. Затоа што до пред некој време на Верзитас други му кажуваа што смеат да прават студентите негови, а што не смеат. Не смеат да покренуваат активистички прашања, затоа што треба да креираат елити. Зборевте за елитизам. Ние сме тие што не креираа. Други одлучуваа за нас. Лазар, сите говорници, ви честитам од се срце, со многу голема почит за прашањата кои што ги конечно гласно изговоривте. Не дека се нови, низ годините ние ги збудоре. Имам уште 10 секунди, пошто го праша Филис. Имам една, не е забелешка, не е критика, само искуство на една од говорничките која што зборуваше за подадено раче на улица, во момент кога кажа дека треба да им дадеме по 10 денари на тие деца. Тоа е единственото нешто со кое што нема да се согласам, знаејќи дека поголемата поента која што пробуваше говорничката да ја изнесе е да не ги отфрламе тие деца од себе, а не дека поентата беше токму тие 10 денари или не. Мојата интервенција овде е само да ве потсетам дека 30 денари е лепак, кој што тие деца го дуваат, а 100 денари е кубик метадон, кој што децата го купуваат на клиника во државна болница, кој што подосна го боцкаат. Значи, немојте да им давате пари. Токму кога им давате пари, ги отфрлате од себе, ги тргате од себе, а не од улицата. Знам дека намерите не беа погрешни, само да кажам од искуство дека со тие деца ним не им треба пари, а со тоа што ние им даваме пари, им праќаме порака дека е во ред тоа што се они на улица. И само уште една интервенција во однос на единството и Сара, мислам дека беше и уште еден од говорниците, ќе ги поврзам овие две работи. Едната кажа влечење за уши, а другиот зборуваше за единство. Тука е клучот. Не можеме да имаме единство додека меѓу нас седат цигани кои што дозволија да бидеме влечени за уши. Да се договориме, а се разбереме меѓу себе, цигани сте или не. Затоа што од тие дипломирани што Дженини ги цитираше бројки, не можам да се бавам сега со математика, колку се токму членови на таа партија која што ги влечеа циганите за уши. Излегувајте од тие партии, од тие криминални структури, да не се запишете на погрешната страна на историјата. Ве молам без. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор, коментар и дискусија? Дали некој друг се јавува за збор и дискусија? Маличката Леона. Аплауз.
реплика или коментар? Повели? Мораме да дадеме предност на нашиот најмлад говорник. Јас имам многу другарчиња роми, си играм со нив, ама живеам во Македонија. И многу ги сакам ромите. Дајте кина. Имаме простор само за една реплика. Повелете, господине Лазар. Фала. Извинете што ќе одземам уште малце време. Ама ќе си дадам право Уште две реплики. Ќе си дадам право да коментирам, иако не сум дел од вашата заедница. Имам некое стручно знаење од анализа, па така ќе ви дадам мое размислување. Како што видовме у дебатата, прв проблем ви е фокусот. Едно е прашањето за муабет, ние збориме нешто друго. Ај фокусирајте се што ќе решават и држете се на тоа. Ми се чини дека многу прашања се решаваат, а уствари немаме фокус. Вториот проблем е приоритети. Едно време кога држев повеќе обуки во Рома верзита, се случуваше да се собера студенти и да прават некаква акција за рушење на стереотипите за ромите. Еден ден ми светна и бев многу дрзок со нив. Ги прашав што е дефиниција за стереотип. И нели тоа е кога некој ти става слика за тебе, ама ти не си тоа уствари. Демек, ромите се прљави и тоа е стереотип. Да ве прашам, колку проценти од ромите се уствари прљави? Голем број. Тоа не е стереотип, тоа е вистина. Зошто вие се борите да го уништите стереотипот, наместо да ја промените реалната слика? Приоритетот на вашиот народ е дека вашиот народ реално живее во субстандардни услови, е сиромашен, нема инфраструктура и треба да се фокусирате таму. Ми се чини дека тоа во декадата, тие многу пари што влегоа, беа фокусирани некако на многу прашања така на високо ниво. На луѓето и треба образование, и треба инфраструктура, и треба помош да се вклучат и интегрират во општество. Ставете приоритети и фокусирајте се на нив. И друга важна работа што ја спомнаа другиве. Многу брзо се поделија политичките партии и почнува да работат едни против други. На ова што го прават албанска платформа, многу интересен сегмент. Направете ромска платформа. Секако не со интерес нешто да личи против државата. Туку без разлика кој ќе се смени, да продолжи од кај што застанал другиот. Ми се чини дека тука има многу ти и јас, па јас ќе земам, па ќе те зезнам, па моите. Ако се направи таа платформа, таму приоритетите се јасни, има јасен фокус и сите се надополнуваат, ќе има напредок. Инаку ми се чини дека вака многу енергија се троси на погрешно место, дефокусирана и не решавајќи ги реалните проблеми. Фала. Благодариме. Повелете. Само микрофонот тука да се уклучи. Сега во ред, да. Се извинувам на вистина што по втор пат излегувам пред вас, но не се согласувам со една од пораките кои што беа упатени тука и само заради тоа морам да се изјаснам по однос на тоа што го слушнав. Многу е лоша пораката да младите кои што се во политичките партии се повикува да излегуваат од таму. Остро се спротивставувам на тоа, бидејќи бев дел од граѓанскиот сектор. Многу се трудев со многу од вас, кои што се тука и не се тука, а успеавме да правиме само вакви настани, само празни говоранци и само барање на виновник кај останатите, а ми се допаѓа што од поново време почнавме да бараме и во нас виновник. Напротив, ве повикувам. Што е можно повеќе да се вклучуваме во постоечките политички партии, да ги реформираме одвнатре, да пробаме да внесеме нова енергија и нова визија, а не да стоиме настрана и да гледаме и само да критикуваме. Не правиме ништо така. Ако се криминални, ако не ни се допаѓаат, ајде да формираме партија политичка, зошто не се охрабриме, а шетаме по светот, добиваме проекти, се едуцираме и од надвор критикуваме, па и им се љутиме и ги омаловажуваме тие кои што се во политичките партии,
пробуваат, сакаат и прават нешто што треба да е за почит, а не за омаловажување. Ви благодарам. Благодарам. Очигледно дека дебатата се продолжува, меѓутоа јас ќе морам да завршам само со еден говорник и со тоа да ја продолжиме дискусијата на неформален начин. Замолувам микрофонот да се додели на... Здраво, добар ден на сите. Уште еднаш е доказ дека политиката е неминовна. Цело време, значи, зборуваме за тоа. Јас ќе бидам многу краток. Значи, се согласувам со предходните говорници и со последниот говорник дека точно, ако сакаме промени, сакаме или не, значи мора политички да се делува. Меѓутоа ќе бидам многу краток. Дајте сите млади кои што се во постоечките политички партии и сите останати, затоа што сме сведоци дека со граѓанскиот сектор не можеме да правиме промени, сакаме не, мора да признаеме дека политичките партии се носители на одредени позиции. Мојата порака е до сите активни чинители во политичките партии, секој во својата партија да рачисти со ѓубрето и да продолжиме напред за единството на ромите. Среќен 8 април, бахталов 2 април. Благодарам. Очигледно човекот е зон политикон, меѓутоа ние продолжуваме понатаму со нашата неформална дискусија на коктел. Повелете.